Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, ново информативно издание на нашата телевизија за денеска. Еве што издвојуваме. Во управата за јавни приходи Куманово беше одржана обука и едукација на сметководителите за доставување на завршни сметки. 180 милиони денари или околу 3 милиони евра ќе бидат распределени за повикот за финансирање на проекти за развој на планските региони во Македонија. Избегнат судир на авион од флотата на Путин и 2 војни ловци. Моринјо во преговори со првите луѓе на Манчестер Юнајтед за клупата на Олд Трафорд. Добро вечер, дневник на К3. 29 мината обвинети кои што како вооружена група действувале против македонската полиција во март претходната година во дива населба во Куманово ке седнат на обвинителна клупа. Судењето против лицата од дива населба што се товарат за тероризам започна вчера, а на почетокот на судскиот процес одбраната побара овој случај да го превземе специјалното јавно обвинителство. Судот не го прифати барањето на адвокатите со образложение дека специјалното обвинителство досега не доставило барање за превземање на овој случај. Образложувајќи го обвинителниот акт, јавниот обвинител Наум Пановски рече дека обвинителството ќе докаже дека обвинетите биле учесници во судирот во Куманово, како и во нападот врз полициската станица Гошинце. Според обвинението, дел од обвинетите на 21 април минатата година ја нападнале полициската станица Гошинце и го зеле целото оружје за логистичка поддршка. Според обвинителството, структурата на вооружената група била составена од 3 нивоа. Првото ниво била командната структура во која најголем дел се државјани на Косово. Второто ниво била логистиката која обезбедувала помош и засолниште за учесниците во нападот. Најголем дел од нив биле од Македонија, додека во третото ниво биле извршителите кои биле од Косово. Пред да започне судскиот процес беа превземени засилени безбедносни мерки во и околу судот, како и на локалните сообраќајници, а за време на доведувањето на обвинетите, местото го надлетува и полициски хеликоптери. На 9 и на 10 мај минатата година во Кумановската дива населба вооружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелката загинаа 8 полицајци од специјалните и посебните единици на МВР, додека 40 беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Во управата за јавни приходи Куманово одржана беше обука и едукација на сметководителите за доставување на завршни сметки. Даночниот биланс се поднесува до 29 февруари за годината што претходи во УЈП или електронски. Образецот може да се достави и до 15 март, ако даночниот обврзник годишната сметка до Централниот регистар ја доставил електронски. Во управата за јавни приходи Куманово се одржа обука и едукација на сметководители за доставување на завршни сметки, даночен биланс за одоначување на добивка, даночен биланс на вкупен приход, достава на извештај и достава на барање за пренос на искажани загуби. Даночниот биланс се поднесува најдосна до 28, оваа година до 29 февруари, за годината што претходи, до даночната канцеларија на управа за јавни приходи или во електронска форма. Образецот може да се достави најдосна до 15 март 2016 година, доколку даночниот обврзник годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Обврзникот кај која отворена постапка за ликвидација, постапка за стечај или кај кој настанале статусни промени, значи образецот ДБ го доставува во рок од 60 дена од денот на отварањето на постапката, односно од денот на настанување на статусната промена. Трговските друштва пак кои се квалифицирани како мали и микротрговци и правни лица резиденти на Република Македонија се ослободени од обврската за плаќање на годишен данок на вкупен приход под услов вкупниот приход осtvарен во годината за кој се утврдува данокот од било кој извор да не го надминува износот од 3 милиони денари на годишно ниво.
Трговското друштво може да се определи да пресметува и плаќа годишен данок на вкупен приход под услов да извршува стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна и дејност од областа на игри на среќа и забавните игри и вкупниот приход остварен годината за која се утврдува од било кој извор да изнесува од 3 милиони 1 до 6 милиони денари. Трговските друштва еднаш избраниот модел за оданочување не може да го менуваат во наредните 3 години, вклучувајќи и годината за која се плаќа данокот. Данокот на вкупен приход се поднесува во рок пропишан за поднесување за годишна сметка и се пресметува по стапка од 1%. Домашните правни и физички лица регистрирани за вршење на дејност, странските правни и физички лица кои се нерезиденти со постојани деловни единици во Македонија, исплатувачи на приход имаат обврска при секоја уплата на приходи на странските правни лица да го задржат и уплата данокот на соодветна уплатна сметка. Лицата кои имаат обврска да го задржат и уплата данокот имаат обврска извештајот ДДИ да го достава до УЈП електронски најдоцна до 15 февруари наредната година, по годината за која постоела обврска за задржување на данокот. Обврската за плаќање на данокот по задршка настанува истовремено со исплатата на приходот на странското правно лице. До 31 март во годината што следи се поднесува барање за пренесување на искажани загуби. Барањето се поднесува со цел намалување на даночна основа на даночниот обврзник во даночниот биланс за оданачување на добивката за износот на пренесената загуба, на товар на добивката за идните пресметковни периоди, период од 3 последователни години по годината во која е искажана загубата. Првиот човек на Крива Паланка на дружење со пензионерите на која пратеникот во Собранието на Република Македонија. Одговорните лица од Фондот за пензиско осигурување и Здравствениот дом од градот ги информираа за реализираните проекти кои директно влијаат на подобрувањето за нивниот животен стандард, а тие предлага идеи и проекти. Пензионерите се категорија на граѓани со искуство и акумулирани знаења. Од нив може многу да се научи, па поради тоа секогаш ги консултираме, рече градоначалникот Алексовски на средбата со кривопаланичките пензионери, која тој ја иницираше за да им бидат презентирани досега реализираните проекти во општината кои имаат директен импакт на нивниот квалитет на живот. Средбата беше намената и за посочување тековни проблеми со кои се соочуваат лицата од третото доба, а од нив беа побарани предлог идеи кои ќе бидат метнати во програмата за работа на локалните власти, но и програмата за работа на владеачката партија на најавените предвремени избори. Пензионерите се категорија на луѓе кои се со искуство, кои имаат долгогодишно искуство во областа на работата каде што ја работеле и што мислам дека требаат да знаат и да бидат прашани што сметаат дека е потребно да направиме во нашата општина. И сето тоа ние ќе го пренесеме и во програмата на ВМРО-ДПМН што се прави, а и јас како градоначалник напред наведените институции ќе може да ги слушнеме проблемите за кои сметаат дека треба да ги направиме, кои се може би од помало значење, кои не мора да влезат во програмот, така да и да разговараме за здравствените проблеми кои ги имаат, за пензиските проблеми, за проблемите од инфраструктурен карактер и така натаму. Пратеникот во Собранието на Република Македонија од Крива Паланка од редовите на владеачката партија Слагена Митовска, раководителот на подрачната единица на Фондот за пензиско осигурување Билјана Ивановска и вршителот на должност директор на Здравствен дом академик професор доктор Димитар Арсов од Крива Паланка Јоско Стефановски ги елаборираа проектите кои досега директно ги вклучуваа лицата од трето доба. Беа потенцирани линеарното зголемување на пензиите со кое минималната пензија од 2010 година досега пораснала од 6.000 на 8.200 денари. Проектот бесплатна бањско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд кој го искористиле околу 500 пензионери од Крива Паланка и Ранковце. Проектот Рурален доктор кој им понуди здравствена заштита на лицата од потешко пристапните реони. Оспособената амбуланта во Ранковце каде на барање на пензионерите од неодамна здравствени услуги им пружаат лекари, медицинска сестра, бројни инфраструктурни проекти кои ги подобруваат условите за живот на граѓаните од сите делови на градот и друго. Она што беше посочено како проблем од страна на пензионерите ќе се проследи до надлежните инстанции, а идеите ќе бидат преточени во предлог проекти, истакна одговорните. Добивме доста интересни идеи од нивна страна, доста интересни предлози кои треба да бидат внесени во програмата, па да се надеваме дека што повеќе предлог идеи ќе бидат прифатени од страна на комисијата која ќе ја прави програмата,
се во интерес за подобар живот на граѓаните на општина Крива Паланка. Пензионерите горе актуализираа прашањето за изградба на дом за стари лица во Крива Паланка, кој ќе може да ги згрижи и обслужува. На територијата на општините Крива Паланка и Ранковце има евидентирано околу 5000 пензионери, додека во Македонија, според последните статистики, живеат 297.000 пензионери. Во лабораторијата на здравствениот дом во Крива Паланка ќе биде набавен биохемиски анализатор за што е тендерот кој што го спроведе Министерството, информира Јоско Стефановски, вршител на должноста прв човек на здравствениот дом. Јоско Стефановски посочи дека со набавката на современ апарат ќе се подобри функционалноста на лабораторијата за биохемиски анализи. Подолг временски период во домот се среќаваме со проблеми во експедитивноста на работење на лабораториските служби, поради што во консултација со одговорните од ресорното министерство ни беше одобрена набавка на современ апарат кој има поголем капацитет за работа и ќе биде многу поефикасен и побрз. Со тоа ќе се избегнат проблемите со создавање редици за анализи на крвта, вели Стефановски. Нагласи дека тендерот во Министерството е завршен, а апаратот се очекува да биде инсталиран во догледно време. Додаде дека ќе се врши обука на вработените за инсталација и ракување со биохемискиот анализатор, кој ќе ги подобри здравствените услуги кои им се пружаат на граѓаните од општините Крива Паланка и Ранковце. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Крива Паланка во просториите од Националната установа Центар за култура реализираше акција за дарување крв на која што беа собрани 80 единици. Партијата традиционално одржува акции во текот на годината со Центарот за трансфузиона медицина и Црвен крст. Сите хумани кривопаланчани имаа можност да даруваат дел од својата крв на крводарителската акција која се спроведе во просториите на Домот на култура. Истата е во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, кој во текот на годината редовно организираат крводарителски акции во соработка со Општинската организација Црвен крст и Центарот за трансфузиона медицина Скопје. Во акцијата под мотото "Дарувај крв, спаси живот", меѓу првите крводарители беше и председателот на Општинскиот комитет Борче Стојчевски. Единствената цел на ваквите хумани настани е да се прати порака до луѓето да бидат хумани без оглед на политичката, верската или било каква друга припадност и без оглед кој стои зад организацијата на ваквите акции за крводарување. Има голем интерес, кој што гледате и самите, има над 20 присутни што 9 часот при самото отварање на местото за дарување на крв. Значи имавме луѓе кои сакаат да даруват, кои се хумани. Овие денови ги повикавме со флаери преко социјалните мрежи, ги повикавме сите хумани кривопаланчани кои сакаат да дојдат да даруваат крв. Сепак тука се работи за животот, за здравието, не се работи за политичката, етничката или било каква припадност. Па еве ја за прв пат може да кажам да се пофалам, да не кажам, значи после дарување на крв, еве давам изјава на гледачите и сите да ги охрабриме дека ништо не е опасно тоа дарување на крв, се е нормален процес кој со тој хуман процес на кој може да спасиме некој живот. Традиционално може кажеме дека партијата ВМРО ДПМН организира 2 хуманитарни акции. Тие акции имаме одзив, секогаш имаме над 60 единици крвни соберено крв. Се надеваме дека и ова година ќе бидеме над таа норма. Последната беше 76. Граѓаните, како и секогаш, подготвени да пружат рака кога станува збор за нечие здравје или живот. Од најмлади до највозрастни се одзваа на третата крводарителска акција за годинава. По кој пат дарувате крв? 12 пат. Дали го правите ова за себе или да помогнете на... Да помогнеме да спасиме нечи живот. Ништо потоа страшно не... Нема ништо. Дури подобро е веројатно. Подобро. Стефан, по кој пат ти даруваш крв? По четврти пат дарувам крв. Колку години имаш? 18 и пол. Значи си почнал рано. Од 17 години. Кажи ми како се чувствуваш по дарувањето крв, проблеми некои? Нема проблеми. Нема никакви. Го препорачуваш ова да Го препорачувам на сите. Планинарско друштво Куманово на одржаното годишно собрание меѓу другите обврски го избра најдобриот планинар за 2015 година. Бобан Стефановски го заслужи признанието со учество на 38 планинарски акции. Приоритет на друштвото сезонава ќе им биде искачување на бројни планински врвови.
Планинарското друштво Куманово одржа годишно собрание на кое беше дискутирано за извештајот за 2015 година, финансиски извештај за деловното работење на друштвото, програма предвидена за 2016 година, одлука за подигнување на чланарина од 200 на 250 денари, одлука за полноправно членство во Федерација на планинарски спортови на Македонија и избор на најдобар планинар за 2015 година. Бобан Стефановски избран за најдобар планинар на годината со учество во 38 планинарски акции. Приоритет на друштвото за ова 2016 година ќе биде учество на поголем број планинарски акции и искачување на планински врвови. Ова година планираме да одиме на врвови изнад 2500 метри, можеби ќе отидеме на некој врв изнад 3000 метри. Тоа ни е приоритет. Прво ние имаме соработка со сите планинарски друштва од цела Македонија, имаме соработка пошироко друштво од Бугарија и од Република Србија, а врвови кои што ќе одиме како и нормално секоја година, ова година планираме да одиме на Вихрен, на Мусала, на Олимп, а можеби и на некој врв во Италија ќе одиме. Планинарското друштво Куманово оваа година ќе реализира од 30 до 40 планинарски акции и број околу 40 членови. Сдруженијето на уметност, култура и заштита на културното наследство Етно Ризница од Куманово посветено продолжува со активности на зачувување на обичаите, традицијата и културно-историско наследство за Североистокот. Задоволни од успешно издание на манифестацијата Шопска свадба во Кратовското село Куклица, одговорните најавуваат фестивал за предстојното лето, советување дека манифестацијата ќе прерасне во препознатлив културен бренд. Кратовското село Куклица минатата година за прв пат беше домаќин на манифестацијата Шопска свадба. Културен настан кој доправа треба да прерасне во препознатлив бренд. Промоцијата на свадбената церемонија на локалитетот Камени Кукли со сите стари автентични шопски обичаи беше во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Етно Ризница од Куманово. Сдруженијето посветено цели кон своите заложби за афирмација на автентичното низ поднебието и на она што одамнина го живеела нашите предци, но истовремено и промоција на истото, како пред новите генерации, така и во рамки на културната туристичка понуда на регионот и пошироко. Идејата да се организира манифестацијата Шопска свадба потекнува од тоа дека одредени градови имаат свој свадби, карактеристични за својот регион. Селото Куклица има своја легенда, која вреди да се одржува и да прерасне во традиција, а преку неа да се зацврсти националниот идентитет, низ кој помладите генерации ќе дознаат за своето потекло. По првото успешно издание на манифестацијата Шопска свадба во Кратовското село Куклица, обкружено со исконска убавина, организаторите најавуваат уште едно ново и интересно издание за предстојното лето. Советување дека манифестацијата ќе прерасне во препознатлив културен бренд. Со овој повод гостин во К3 телевизија ќе биде првиот човек на Сдруженијето со кого ќе разговара колегата Ивица Стојановски.
песни за очекување, а тоа ќе бидат наши еминентни музичари, интерпретатори, за очекување сите да ни бидат гости и на фестивалот. Се што е интересно на Североистокот, ние се обидуваме да им го пренесеме изворно на нашите сограѓани, така ќе биде и со овој настан ќе се обидеме да направиме пренос прв пат во историјата на Североистокот од вакво нешто, меѓутоа вие и засега се потрудивте тоа да им го возможите на поширока публика, продукциски, тоа ќе биде поддржано од силни компании и од македонската телевизија како национален сервис. Така, значи сега за сега имаме поддршка од македонската радио телевизија која ќе биде медиумски покровител на настанот. Меѓутоа тука ќе дојде и телевизијата Планета Пајнер од Бугарија со еден нивен представник за кого значи планираме 2 песни на CD-то, а и Планета Пајнер ќе му направи спотови за тие двете песни. T-Mobile застанува исто така како поддршка на фестивалот и на здруженијето, кој ќе направи стриминг од настанот, така да планираме сето тоа да биде и мултимедијално, и планираме едноставно Куманово како град, значи за разлика од некои други градови тука во нашава република, нема манифестација која ќе го испровоцира народот да излезе на плоштад во поголем број и цело викендно, нели? Така имаме време веројатно уште неколку пати тоа да го најавиме и да ги испровоцираме да се појават. Вие сигурно сте отворени и за соработка, некој какви да било да има дали да понуди поддршка, помош или пак да учествува во оваа манифестација. Така. Значи ние сме отворени за соработка, еве и оваа најава нека биде во тој правец, значи сите оние кои сметаат дека можат да бидат дел од еден таков мултимедијален настан, значи слободно нека дојдат кај нас во здруженијето. Ние сме отворени за соработка. Ова сакаме да го направиме од народот за народот. Да не должиме многу во дневникот, за ова ќе имате можност надолго и на широко да разговарате во нашата утринска програма, која што ќе им ја овозможиме на гледачите утре или задутре со оваа тема. За на крај уште едно прашање за шопската свадба. Од она што го направивте досега, кажавте сте задоволни, што има простор да се подобри за да биде уште поинтересно и има ли планови во таа насока? Значи како што рековме на почетокот, значи за прв пат ја организиравме шопската свадба 2015, амбиција е да ја одржиме и оваа година. Ние во здруженијето веќе разговаравме, дури го и дефиниравме датумот, значи оваа година шопската свадба ќе се одржи на истата локација, на локалитетот Весела свадба во Куклица. Настанот ќе се одржи на 25 септември. Би сакал оваа прилика, оваа гостување на вашиот дневник да ја искористам и да најавам дека за неколку дена ќе излезе и конкурс на здруженијето на кој ќе можат да се пријават млади брачни двојки кои ќе сакаат, значи, судбоносното да го кажат на баш оваа манифестација. Таква ни е амбицијата и оваа манифестација, особено што шоплъкот како таков се простира во трите балкански земји, Србија, Македонија и Бугарија. И оваа манифестација сакаме да ја направиме да биде традиционална и ќе направиме се што е во нашите можности така и да биде. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, господин Митовски. Сигурно ќе очекуваме со нетрпение да видиме и за двете манифестации како ќе се покаже Североистокот на Македонија и се надевам дека ќе имаме како гостин и понивното одржување. Ви благодарам за убавите зборови. Ќе биде така. Ви благодарам многу. Продолжуваме понатаму со дневникот. Одржана 16-тата седница на Советот за рамноправен регионален развој, на која беа распределени финансиските средства по однос на повикот за финансирање на конкретни проекти за развој на плански региони. 180 милиони денари или околу 3 милиони евра ќе бидат распределени за повикот за финансирање на проекти за развој на планските региони во Македонија. Владата во континуитет ја реализира политиката за равноправен регионален развој, со која се придонесува за развој на 8 плански региони и се балансира развојот помеѓу општините кои се дел од регионите и помеѓу одделните региони. Во однос на средствата кои се распределени по повикот за финансирање на проекти за развој на планските региони, на денешната седница се распределени приближно 180 милиони денари или околу 3 милиони евра за 28 конкретни проекти доставени до центрите за развој на 8 плански региони.
При тоа запазен е законскиот критериум со кој најразвиениот Скопски регион доби 7,2% од вкупните финансиски средства, додека најнеразвиениот Североисточен регион се доделени 17,3% од вкупните финансиски средства или околу 500.000 евра. На овој јавен повик најголем дел од проектите, околу 80%, се инфраструктурни проекти. Станува збор за проекти со кои ќе се гради или реконструира локалната патна инфраструктура во 5 региони. Ќе се гради инфраструктура во 2 локални индустријски зони во Велес и Неготино. Ќе се уреди јавен простор за паркови во 3 региони. Ќе се модернизира регионалниот пазар за стоки во Пелагонскиот регион. Ќе се изведуваат комунални инфраструктурни проекти во 3 региони, а ќе се изврши и адаптација и санација на занатскиот дом во Куманово. Во 3 плански региони ќе се реализираат проекти за развој на туризмот, а во 2 региона ќе се проведат проекти за подобрување на условите за живот и заштита на животната средина. Објавен е огласот за општинско корисна работа. Преку мерките 200 невработени лица во социјален ризик ќе бидат ангажирани од страна на општините и ќе им ги подобрат квалитетите, со што ќе им се зголемат шансите за вработување. 200 невработени лица во социјален ризик ќе бидат работно ангажирани во период од 6 месеци, зашто ќе добиваат паричен надоместок од 6200 денари. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека оваа мерка помага кај потешко вработливите лица да добијат работни навики и полесно да се вработат. Мерката се реализира од 2012 година и досега во неа учествувале 540 лица, при што биле постигнати 140 вработувања. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Владко Поповски, истакна дека оваа мерка е воедно и помош за самите општини во делот на извршување на нивните суштински дејности, а тоа да им помогне на граѓаните. Тој додаде дека оваа мерка опфаќа неколку фази. Најпрво ќе биде упатен повик до општините за да се пријават на проектот. Ќе биде изготвена програма за тоа кои дејности ќе ги извршуваат невработените лица во социјален ризик и на крај следува интервју, кое ќе се реализира во самите општини од страна на представници на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Американските разузнавачки служби изјавија дека Исламска држава планира акции. Најмалку 500 лица загина, меѓу кои десетици цивили во офанзивата на силите на сирискиот председател Асад во провинцијата Алепо. Избегнат судир на авион од флотата на Путин и 2 војни ловци. Вести од светот. Водачите на Исламската држава одлучиле оваа година да ги нападнат Соединетите Американски држави, изјавија американските разузнавачки служби. Шефот на националната безбедност Джеймс Клапер истакнува дека Исламската држава е сериозна закана како организација, која може да усмери и инспирира напади на голем број мети ширум светот. Директорот на американската воена разузнавачка служба генерал Винсент Стюарт посочил дека терористите најверојатно ќе изведат уште напади во Европа, а потоа ќе се обидат и со напади на територијата на САД. Како терористичка закана, Клапер ја навел и Ал-Каеда, но додал дека опасно за американските интереси се и сајбер нападите од Кина, Русија и Северна Кореја, која продолжува да го засилува својот нуклеарен програм. Најмалку 500 лица загинаа, меѓу кои десетици цивили во офанзивата на силите на сирискиот председател Бараш ал-Асад, помогнати од руските напади во провинцијата Алепо, која почна на почетокот на месецот, соопшти Сирискиот центар за наблюдување на човековите права со седиште во Лондон. Центарот наведе дека меѓу 506 жртви има 23 деца, кои загинале во руските воздушни напади врз градот Алепо и околината од почетокот на операцијата на 1 февруари. Најмалку 143 прорежимски борци, 274 бунтовници и джихадисти од странство, како и 89 цивили загинале од почетокот на месецот до вчера, изјави директорот на центарот.
Дел од руските медиуми јавија дека на 4 февруари северозападно од Москва се случил инцидент во кој учествувал авион од флотата што го превезува рускиот претседател Владимир Путин. Авионот од флотата на Путин за малку ќе се судрел со 2 воени ловци од типот Су-27. Авионот кој му припаѓа на специјалниот воздушен одред, задолжен за превоз на високи државни и владини представници, меѓу кои председателот и премиерот на Русија, полетал од аеродромот Внуково празен, односно во него бил само редовниот екипаж. По полетувањето авионот летал на висина од 10.000 метри над селото Пачинок, а таму во исто време ловците ги изведувале редовните вежбовни летови. Контролорите на летање според пишувањето на руските медиуми реагирале брзо и сударот избегнат во последниот момент. ЖРК Куманово оваа сезона успешно го представуваше градот и спортот во елитното женско клупско надпреварување во Македонија. Го заслужи местото зад неприкосновените Вардар и Металург, кој обезбедува пласман во европските конкуренции. Бевме на подготовките на клубот и еве атмосферата. Спортските миленички на кумановци го обелија спортскиот образ на македонскиот североисток, успевајќи со комплетно локална постава. Одлично да ја представат кумановската школа на омилениот спорт во Македонија. Предводени од управата и Зоран Јосимовски на клупата успеа да се пласираат на третата позиција во македонската Суперлига, зад Вардар и Металург, на место кое обезбедува настап во конкуренциите на стариот континент. Подготовките на девојките од ЖРК Куманово тргнаа со празничната сезона, а целта е квалитетно представување на клубот во пролетниот дел од шампионатот. Започнати сме со подготовкиве уште од 8 јануари, се тече во најдобар ред, задоволен сум од присуството на играчите, задоволен сум од ангажираноста, од мотивацијава која имаат и со која ги извршуваат тренинзиве за што поуспешно физичка подготовка и подготовка на технички и на тактички план. Има информации дека одреден број на рекометарки имаат имаат здравствени проблеми. За кого се работи? Се работи за Марковиќ Бранкица, таа моментално има мононуклеоза и претпоставуваме дека ќе биде отсутна 3 месеци од терениве, така да е голем хендикеп за нас и ќе мора да најдеме начин да го надокнадиме незиново отсуство. Моментално е вратена Маја Ивановска, меѓутоа не успеавме да бидеме комплетни, бидејќи една од ракометаркиве се врати, а другава веќе е отсутна заради здравствени причини. И покрај одредени мали проблеми, така да ги кажеме условно, сепак амбициите се исти, пласман во Европа. Токму така, тоа се амбициите, тоа е целта на оваа сезона на нашава екипа, се надевам дека успешно ќе ја реализираме. Друго што би сакал да кажам е и да ви се заблагодарам на вас како телевизија, која успешно не презентираше и допринесе за развојот на спортот, општо за спортот во Куманово, а посебно за ракометот. Имаме информација дека ќе успеете да ги вршите директниве преноси на нашиве надпревари, што би била одлична можност за помладиве и за развој на спортот во нашиот град. Куманово ќе настапува во Европа дури и да ги загуби преостанатите надпревари во првенството. Како и да е, во клубот се подготвени за победи. Еве тренираме веќе месец дена, се подготвуваме, секако дека верувам во мојата екипа, веќе сме пласирани на тоа трето место, не останува само да го задржиме тоа и за да настапуваме во Европа од септември. Пролетниот дел на шампионатот тргнува во март. Куманов ќе ги поканија верните љубители на спортот во својата арена. Ветуваат ќе ги израдуваат фановите со победи. Моринјо во преговори со првите луѓе на Манчестер Юнајтед за договорот за клупата на Олд Трафорд. Меѓународен спорт.
Кенија би можела да се откаже од летните олимписки игри во Рио де Жанеиро во август годинава, доколку вирусот Зика добие епидемиски размери, соопшти Кенискиот олимписки комитет. Оттаму вела дека не би сакале да го ризикуваат здравието на спортистите во Бразил, доколку вирусот прерасне во широка епидемија. Заразата со вирусот Зика започна во Бразил во мај минатата година, а сега забрзано се шири низ земјите на Латинска Америка и Карибите. Досега е регистриран во повеќе од 20 држави од овој регион, а забележани се и случаи на инфицирани во САД, како и во десетина земји од Европа. Светската здравствена организација го прогласи вирусот како глобална закана, но бразилските власти уверуваат дека нема да има никаков ризик за спортистите на предстојната олимпијада, како и за гледачите, освен за бремените жени. Актуелниот првак во НБА лигата Голден Стейт ја продолжи победничката низа откако славеше против Хјустон со 123-110 во дербито на вечерта. Ова за Голден беше 47-ма победа на 51 надпревар од оваа сезона, а до неа одново ги предводеше Стеф Кари со 35 поени и 9 асистенции. На останатите надпревари Мајами Сан Антонио 101-119, Милвоки Бостон 112-111, Њујорк Вашингтон 108-111 и Далас Јута 119-121. Според пишувањата на островските медиуми, Жозе Мориньо од следната сезона ќе го предводи Манчестер Юнајтед. Агентот на Мориньо, Мендес, е во завршни преговори со челниците на ѓаволите и наскоро ќе биде комплетиран договорот за ангажманот на Мориньо на местото на Ван Гал. Португалецот ќе седне на клупата на Юнајтед во јуни, ќе потпише 3-годишен договор според кој ќе се работува неверојатни 20 милиони евра по сезона. Од клубот од Олд Трафорд ќе му обезбедат околу 200 милиони фунти за засилување, а тој веќе почнал да ја прави листата на играчи кои сака да ги ангажира. Ван Гал засега ги негира гласините дека ќе го напушти кормилото на клубот, но според резултатите во последно време тоа може да се случи пред крајот на оваа сезона. Во Македонија под влијание на влажен бран од Медитеранот, врнежи од дожд кои ќе бидат позастапени во западните делови од земјава, каде на планините ќе има и врнежи од снег. Преодно стабилизирање се очекува во четврток, а од петок ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд и умерен јужен ветер. Метео. Тоа беше се за овој дневник, почитувани гледачи. Останете со програмата на К3 и имајте пријатна вечер.